Европската унија поставува одредени стандарди во областа на трудовото право, кои што треба да им гарантираат на работниците здравје и безбедност при работа, но и недискриминација и еднаквост. Овие стандарди се преговараат во поглавјето 19 Социјална политика и вработување. Во оваа емисија на Агенда 35 го отвораме токму ова поглавје и анализираме колку е Македонија усагласена со европските стандарди, односно дали македонските работници имаат европски услови за работа. Го слушаме гласот на работниците преку синдикатот, а гостинка ни е ресорната министерка Јагода Шахпаска. Останете со нас. Во Агенда 35 ке гледате. Според Европа, земјава е умерено подготвена во областа на трудовото право. Работниците бараат повеќе. Разговараме со председателот на Сојузот на синдикати Дарко Димовски. Законите за заштита на работниците на хартија се добри, имплементацијата останува проблем. Интервју со министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска. Уште едно видео од соработката на Агенда 35 со дигиталниот медиум види вака. Тужат роднини за да ги исполнат критериумите за добивање на гарантирана минимална помош. Какви се документи треба граѓаните да поседуваат за да го остварат ова право од социјалната заштита? Останете со нас. Европската комисија во извештајот за поглавјето 19 во делот на социјална политика и вработување го оценува како умерено напреднато. Дадена е препорака за продолжување на помошта која се дава на ранливите групи, заедно со напорите за намалување на сиромаштијата и антидискриминација. Клучна препорака при политиката на вработување е да се продолжи со примената на активните мерки за долгорочно невработените и оние кои што се со ниски вештини. Во однос на правата на работниците пак, Сојузот на синдикати на Македонија имаат барања кои се однесуваат на договорите на определено и неопределено работно време, да не се зголемува границата на пензионирање, како и недела да биде неработен ден. Председателот на Сојузот на синдикати Дарко Димовски вели дека законското уредување на минималната плата е голема синдикална придобивка. Сојузот на синдикати исто така се залага платите да се регулираат со колективни договори во сите сектори, во зависност од коефициентот за сложеност на работа и образование. Ние како Сојуз на синдикати на Македонија сметаме дека таа минимална плата треба да биде 60% од просечната плата. Сигурно некој ќе праша зашто, бидејќи во цела Европска унија се зима таа вредност со 60% да од една просечна плата да изнесува минималната плата. Ние се стремиме кон тие 60%, мада не ги зимаме, 14.900 денара не се 60% од нашата просечна плата во нашата држава, но верувам дека за кратко време ќе го убедиме нашите социјални партнери, владата и работодавачите, дека таа треба да изнесува 60% од просечната плата. Исто така, минималната плата доведува и укажува дека е потребно платите на нашите работници да се уредува со колективен договор. Зошто? Дека не може секој работник да зима минимална плата, туку баш напротив, треба да се утврди во колективен договор според работата што ја работи, тоа е сложеноста, неговата стручна спрема и условите во кои работи. Во новиот закон за работни односи, Сојузот на синдикати предлага договорите на определено време кои сега се до 5 години да не бидат подолги од 1 година. Договори на неопределено време за сите работници. Зошто? Првен, со тој договор на неопределено време ја гарантираме нашата екзистенција, социјална заштита и сигурност во оваа држава. Треба да има и договори на определено време, но во ние фирми каде што не работа таа дејност и доаѓа до некоја работа што треба да се заврши во некој одреден период и за тоа е окей да се ангажираат работници на определено време. Ние го отворивме тоа прашање, бидејќи во ова време на пандемија многу работници го изгубија нивното работно место врз основа на овие договори на определено време, бидејќи кога ќе заврши договорот, тој не им се продолжува. Истите остануваат без работа, тоеш ги правиме од работници социјални случаи. Исто така, тие се залагаат пензионирањето да не биде само по основна возраст, туку да има повеќе типови на пензионирање. Се залагаме за предвремено пензионирање со докупна стаж. Сето тоа што го набројувам како идеја на Сојуз на синдикатот, ние го преговараме со нашиот партнер владата, но тоа е еден сложен процес каде што владата треба да си провери дали пензискиот фонд може да го издржи сето тоа, што би значило тоа докупување на стаж,
колку би било годината за докуп на стаж и ред други параметри што мора да ги провериме пред да го направиме тоа, за пак ќе кажам, за нашиот пензиски фонд да функционира. Според извештајот на Европската комисија, недостасуваат механизми според кои се следи вознемирување на работното место. Во оваа насока, Сојузот на синдикати бараат измени на Законот за заштита од вознемирување на работно место. Преземаме активности за нова измена и дополнато на тој закон, бидејќи има многу нејасноти и недокажаности што ние на суд како еве, да кажам, застапник на работничките прави на работниците, не може да ги докажеме. Така малце направен перфидно законот, каде што се доведуваме во една, шаковски ќе се изразаме, една пата позиција, каде што најчесто работодавачите поминуваат со некоја си опомена или се премина да не може да комуницира со тебе најмалку 2 години, да преку други или други работи, што не е окей. Ние мора да имаме чисти ситуации, каде што ќе докажеме ако нам вистина има вознемирување или модерно кажано мобинг на работното место, и тој работодавач да се санкционира соодветно со Законот за заштита и вознемирување на работното место. Наспроти забелешката во извештајот, од Сојузот на синдикати велат дека социјалниот диалог функционира во нашата држава и има добра соработка со работодавците и владата. Верува дека во петиот пакет мерки ќе остане субвенциите на плата за да не се изгубат работните места. Сметам дека социјалниот диалог функционира во нашата држава преку економскиот социјален совет, каде што носиме стратешки закони, еве го отворивме за прв пат после 10 години Законот за работни односи, каде што ќе го реформираме, тоест ќе донесеме нов закон и се работи од страна сите социјални партнери, се среќаваме со представници од Министерството за труд и социјална политика, со Организацијата на работодавачи на Македонија, и се работи на нов закон каде што ќе имаме чисти одредби, каде што ќе мораме кога ги ставиме подписите сите да ги почитуваме и нема потреба да идеме на суд да се замеруваме како синдикати и работодавачи, туку ќе мора она што ќе го донесеме како закон за работни односи, што ќе го подпишеме како колективни договори, да важи за сите обострано, а ако дојдеме до суд да имаме чиста ситуација каде што судот може да пресуди во име на тој што е во право. Една од забелешките во извештајот на Европската комисија е и дека паѓа бројот на членство во синдикатите и оттука намалената доверба во нив. Според Димовски пак, показателите на Сојузот на синдикати го покажале спротивното пред ковид кризата. Ние го зголемивме нашето членство, бидејќи излеговме некои стари стереотипи што претходно се водеа во Сојуз на синдикати на Македонија. Ги афирмиравме нашите канцеларии на регионално ниво со поставување на регионални секретари и отворени канцеларии за секој на работник што е член и што не е член на нашиот синдикат и допринесовме за значително зголемување на членството. Сега во моментот, бидејќи знаеме пандемијата трае од 2020 март месец, ги ажурираме нашите податоци. Да, во некои сектори има отпуштање на поголем дел на работници, како што се угостителството и туризмот, текстилот и кожарството. Може да кажам исто и во автопревозот, но ние ќе го ажурираме нашите податоци, ќе видиме онамо каде што на вистина, како што велите дека има најмален број на работници, ќе воспоставиме, ние сме во контакт, но ќе воспоставиме контакт и видиме што може да направиме за да ги вратиме и да ги зачуваме нивните работни места. Една од мерките за кои синдикатот силно се залага е недела да биде неработен ден за сите работници, освен за дејностите во кои мора да се работи. Но во тој случај, барањето е на работниците да им се исплати 50% повеќе од дневницата која треба да им се исплати за тој ден. Постојното трудово законодавство овозможува фер и еднаков третман на работниците и обезбедува релативно добра заштита во случај на отпуштање, но Европската комисија забележува дека спроведувањето на законите продолжува да заостанува во многу области. Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска вели дека има одредени слабости, меѓутоа според неа законите се спроведуваат така како што се напишани и усогласени со европските.
Еден од предизвиците во примената на законите, според Шахпаска, била пандемијата. Пандемијата со COVID-19 го стави на тест имплементирањето на законската регулатива и ние во овој период докажавме дека како влада, меѓутоа пред се како Министерство за труд и социјална политика, дека врвните приоритети при спроведување на регулативата е да го зачуваме секој работно место, штитејќи ги работничките права и имплементација на важечкото законско решение од Законот за работни односи и дополнително грижата за ранливите категории на граѓани. Тука преку носењето на уредби со законска сила, кои што до крајот на годината ги претечуваме дел од нив во закони, овозможуваме да се зачува работното место на што поголем број на работници соочени со светската пандемија, односно со економската криза. И веднаш после започнувањето на пандемијата, техничката влада носеше уредби со законска сила, како оваа првична уредба која што беше донесена во априла се однесуваше на работниците кои што останале без работа во периодот меѓу 11 март и крајот на април, беше донесена уредба во која што директно се имплементира одредбите од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, обезбедувајќи материјален надомест, паричен надомест на работниците кои што во тој период останале без работа. Според министерката, клучна улога во спроведувањето на трудовото законодавство има и Државниот инспекторат за труд, за чие работење Европската комисија забележува дека е слабо. Знаете дека со носењето на Законот за инспекцијски надзор на некој начин многу по-прецизно и појасно се дефинираше улогата на Државниот инспекторат за труд во делот на имплементација на законската регулатива. Воспоставувањето на една методологија со која што се прави проценка на ризик кај дел од правните субјекти кои што не ги почитуваат законските одредби во заштита на, односно почитување на договорите кои што ги имаат со работниците. Дополнително, Државниот инспекторат на труд воспостави едно континуирано следење на сите тие податоци, следејќи ги особено правните субјекти кои што го прават ризикот не почитувајќи законската регулатива и согласно на тоа преземање на соодветни мерки и отстранување на да речем неимплементацијата на важечките законски решенија. Министерката Шахпаска вели дека законите во оваа област гарантираат европски услови за работа и кај нас. Ние имаме, да речем, и во моментот важечки одредби кои што се блиску или дури во споредба со некои членки на Европската Унија и подобри. Еве конкретно кога говорам за породилното отсуство. Значи, должината на трајање на породилното отсуство, 100% надомест на плата заради користење на породилното отсуство не ставаат во земјите кои што испорачуваат висок стандард во регулација на ова прашање. Значи, во целиот овој период ние, следејќи европската регулатива, се трудиме да го имплементираме она што во суштина представува работниот однос. Еден договорен партнерски однос од една страна на работодавачот, а од другата страна на работникот. Нашата цел како влада е да воспоставиме една достоинствена работа на работникот, тој да биде почитуван на работното место, да има безбедни услови за работа, да биде награден согласно вложениот труд, да му се овозможи флексибилност во работата и во делот на преземање на семејните обврски, да се обезбеди социјална заштита како на работникот, така и на неговото семејство. Тоа се основните предуслови за вие да креирате, односно да создадете работници кои што се мотивирани. Мотивиран работник генерира зголемена продуктивност. Зголемената продуктивност го генерира задоволството на работодавачот, а дополнително создава подобри економски резултати кои што секако представуваат бенефит на целата држава. Она што го истакнува Европската Унија го потврдува и министерката, а тоа е социјалниот диалог во носењето на новиот закон за работни односи. Морам да истакнам улогата на воспоставениот социјален диалог. Денес имавме 8 седница на Економско-социјалниот совет, каде што разговаравме за една кратка измена во делот на Законот за работни односи за недела како ден на неделен одмор, меѓутоа и генерално системското законско решение се прави, како што кажавте, со учество и на невладиниот сектор, кој што работи на делот на работничките права, експертската, академската јавност, представниците на меѓународната организација на трудот и сите фактори кои што се засегнати со носењето на ова решение. Новото законско решение, ние имаме закон кој што 2004 година досека претрпел околу 24 измени и не е соодветен на условите кои што ги налага денешницата и од тука потребата за ова законско решение.
ќе се дорегулираат договорите на определено време. Колкава е нивната должина, после колку време треба да се трансферираат во договори на неопределено време, кое што па од друга страна кај работниците генерира една сигурност и лојалност кон работодавачот како што го стекнува тој договор. Дополнително ќе се дефинира сезонската работа. Во периодот кога сезонските работници не одат на работа, преку се размислува за ваучер систем да можат да ги користат правата кои што произлегуваат од социјалната заштита. Дополнително пандемијата наметна како поургентно прашање кое што треба да се регулира во овој период, прашањето за работа од далечина, за работа од дома како еден нов облик кој што исто е многу значен и кој што видовме дека во процесот на договарање и на, да речем, на подготовка на законот треба дополнително да се дорегулира. Понатаму во делот на породилното отсуство, мајчинството, учеството на таткото во раниот период на подигањето на децата, така да има голем број на прашања кои што се одговорени и кои што јас сум среќна што како министерка го движам социјалниот диалог заедно со сите чинители и тоа кога заедно седнете на маса и се договарате многу полесно понатаму ќе помине низ филтерот на јавноста, затоа што кога вие ги имате на маса главните чинители, двата партнери и владата како трет партнер во процесот на преговарање, многу полесно се движат состојбите во општеството. Што се однесува до социјалната политика, ЕУ истакнува напредок потврдувајќи го почетокот на реформата на системот на социјална заштита и овозможувајќи соодветна помош и во услови на пандемија и корона криза. Министерката Шахпаска вели дека токму оваа криза е најдобар показател за успешноста на реформата. Пандемијата представува првиот сериозен тест за тоа колку е квалитетно донесена таа социјална реформа. Со зголемувањето на гарантираната минимална помош во едно семејство за 300%, ние возможивме во овој период најранливите категории на граѓани полесно да го пребродат периодот со пандемијата предизвикана од COVID-19. Една од суштинските работи кои што предвидува социјалната реформа представува активација на пазарот на трудот на највработливите членови од семејствата приматели на гарантирана минимална помош. Што туку завршив со работен состанок на кој што разговаравме на кој начин треба да се воспостават веб сервисите кои што ќе овозможат во реално време размена на информации меѓу Агенцијата за вработување и меѓу центрите за социјална работа како носители на оваа активност кој што преку двата индивидуални плана, индивидуалниот план во Центар за социјална работа каде е дефинирано домаќинството и индивидуалниот план за вработување на сите вработливи членови од семејството приматели на гарантирана минимална помош, да создадат еден интегриран план кој што ќе овозможи и овие ранливи категории на граѓани да влезат на пазарот на трудот, дали преку процес на обука. Секако, во овој процес е многу важна поддршката што треба да ја добиваат како од вработените во Агенцијата за вработување преку менторство и советување за тоа што представува нивниот најсоодветен пристап на пазарот на трудот, а од друга страна работата на центрите за социјална работа преку стручни, квалификувани професионалци во кои што ние како Министерство за труд и социјална политика сериозно влошуваме. Намерата е да интегрираното водење на семејството во целина, да ги сите ризици и проблеми кои што постојат во семејството да бидат преземени како обврска на стручните работници за да се разрешуваат. Значи, ние го гледаме семејството во целина, со сите проблеми, не само издвоени паричните права, материјалните права кон кои што има насушна потреба семејството во период, особено во период на пандемија, туку и во однос на другите социјални ризици кои што произлегуваат различни односи во семејството. И тука водителот на случај ќе вклучува од центрите за социјална работа колеги од неговиот центар за социјална работа согласно потребите кои што ги има секое семејство поединечно. Министерката Шахпаска вели дека суштината на социјалната реформа е да ја намали сиромаштијата во земјава дури и во услови на голема економска криза, кога има ризик од дополнително зголемување на бројот на сиромашни. Не е успешна реформа ако генерирате секој ден се поголем и поголем број на граѓани во социјален ризик, односно да се потпират на она што представува гарантирана минимална помош или поддршка од државата. Токму процесот на активација, вработување на највработливите членови од семејствата приматели на гарантирана минимална помош представува еден од начините со кој што вие корисниците на таа помош ги вадите од системот на социјална заштита и активно ги вклучувате на пазарот на трудот. Дополнително, како влада, подготвени сме во услови на пандемија сите оние семејства кои што
пандемијата е проблем не само на нашата земја, тоа е светски глобален проблем и тоа е не само здравствена, туку и економска криза со која што се соочија и многу моќни економии. Ние создадовме услови да сите семејства кои што влегоа во социјален ризик дополнително заради пандемијата, системот да може да ги абсорбира. Обезбедивме средства и податокот дека дополнителни 5000 семејства од претходно 27.000 семејства од февруари пред почетокот на пандемијата да се зголеми нивниот број на 32.000 на крајот од декември, говори дека како влада сме подготвени, како министерство, да помогнеме на овие ранливи категории на граѓани. Тоа е една од чекорите кои што владата ги презема во периодов, меѓутоа секако после завршувањето на пандемијата, преку воспоставувањето и имплементацијата на оперативниот план на мерки за 2021 година, кој што е за 40% со поголем буџет во однос на претходната година, ќе овозможиме дополнително преку различни програми и активни мерки да ги вклучиме граѓаните на пазарот на трудот и да овозможиме секако нивна независна екзистенција преку учество на пазарот на трудот. Социјалната работничка го праша. Имаш татко? Да. Зима пензија? Да. Зима 10.000. Оди тужи го татко ти, ами со овие зборови му рекоа на детето. Оди тужи го татко ти, тој нека те издржува. Јас пак сум мајка поиздржлива, ама маж ми се скрши човекот во дух. Тој уствари маж ми е пензионер. Треба тој татко си да си го тужи. Вика, леле, што јас дочекав? Проблемите на барателот започнуваат со изменувањето на Законот за социјална заштита, кога постојаната парична помош се преобразува во друго право, односно сега е во рамките на гарантирана минимална помош. Со преобразбата на правото на барателот му е упатено дека во прилог на барањето треба да достави доказ, а тоа е тужба за законска издршка пред парничен суд против неговите родители со кои што воедно живеат во исто домајќинство. Дојде дома, а јас што да правам? Како мајка, ајде бе синко, ќе одиме да видиме, ама ми дојде едно тешко, многу тешко. Како можам јас? Моите родители, ако не се јас, умирам. А сега јас да ги тужам, да ги влечам јас татко ми и мајка ми по 70 години, тоа кај нас е уште табу тема во Македонија. Иако постои законска обврска на Центарот за социјална работа да испита финансиската моќност на членовите на семејството со кои барателот живее, тоа не го прави. Барателот е упатен на судска постапка против неговите родители, скапа за неговите финансиски можности, постапка која условно кажано треба да ја изгуби за да го оствари правото на гарантирана минимална помош. Бевме ние на суд и тој документ го однесовме со сите други наоди, лекарска дисертација, од комисија подпишани документи, се тоа дека неговото лекување уште продолжува. Ме разбирате?
Сега, што ќе биде? Како ќе одлучи Министерството? Јас сум должна да го прифатам тоа. Со измените на Законот за социјална заштита претпоставувам дека се цели кон тоа да не се прави злоупотреба на системот и добивање на гарантирана минимална помош на лица кои што тоа законски не би требало да го остварат и издржувањето да го остварат по друг основ. Меѓутоа, треба да се има предвид дека оваа постапка, вака како што е поставена, е подолготрајна, покомплицирана за странките и им се наметнуваат судски трошоци кои што се непотребни. Како јас да го издржувам 10.000 пензија? Струја, вода, ова, тоа, па мене и тоа не ми стигнува. Јас ако не отидам малкуцка по жени, стари жени, да им пеглам, да им чистам малце, со тоа се надополнувам во храната. Ама сепак, мајка си е мајка. Лисија ќе собираш, детето да си го спасуваш. Позитивното влијание на Европскиот социјален фонд на општеството, вработувањето и економијата го покажа и последниот извештај на Европската комисија, објавен минатата недела. Во периодот 2014-2018 година, 23 милиони лица учествувале во активностите на фондот, од кои 3,2 милиони веќе имаат најдено работа, а 3,9 милиони лица успешно се стекнале со квалификации. Инаку на крајот на јануари, Европскиот парламент и Совет постигнаа привремен договор во врска со новиот Европски социјален фонд Плюс. Фондот треба да биде клучен финансиски инструмент при имплементацијата на Европскиот столб на социјални права, да подржи вработување и создаде фер и социјално инклузивно општество. Европскиот социјален фонд Плюс, кој е дел од повеќегодишната финансиска рамка за периодот 2021-2027, ќе изнесува 88 милиарди евра во цени за 2018 година. Новиот Европски социјален фонд Плюс ги обединува постоечкиот Европски социјален фонд, иницијативата за вработување на млади, фондот за европска помош на најзагрозените и програмата за вработување и социјални иновации. Минимална месечна бруто плата под 700 евра во источниот, над 1500 евра во северозападниот и помеѓу 700 и 1100 евра во јужниот дел на Европската Унија е утврдена од страна на државите членки, покажуваат последните податоци на Евростат. Заклучно со 1 јануари 2021 година, 21 од 27 држави членки на ЕУ имаат утврдено национална минимална плата. Разгледано по држави, најниска месечна минимална плата има Бугарија, и тоа 332 евра, потоа Унгарија 442 евра и Романија 458 евра. На другата страна, држави членки на ЕУ со највисока минимална плата се Луксембург со 2202 евра, Ирска 1724 евра и Холандија 1685 евра. Сепак овие разлики во минималните плати се значително помали откако ќе се земат предвид разликите во нивото на цени. Инаку во нашата држава, според последните објавени податоци, месечниот износ на минимална бруто плата изнесува 21.776 денари или 355 евра. 28,4% од населението на ЕУ со некаква форма на попреченост на возраст над 16 години е под ризик од сиромаштија или социјална невклученост, споредено со 18,4% од оние без ограничувања, покажуваат податоците на Статистичката агенција на Европската Унија.
Во сите држави членки на ЕУ, лицата со попреченост биле изложени на поголем ризик од сиромаштија и социјална невклученост, отколку тие без попреченост. Во 2019 година, држави членки на Европската Унија, кај кои е регистриран најголем удел на лица со попреченост, изложени на ризик од сиромаштија или социјална невклученост, се Бугарија, Латвија и Естонија. Спротивно, држави со најмал удел на лица со попреченост, кои биле под ризик од сиромаштија или социјална невклученост, се Словачка, Данска и Австрија. Често во оддалечените рурални и погранични региони во Европа, постарите генерации остануваат сами, откако децата и внуците ќе се преселат да живеат во градовите. Во тие региони не секогаш постојат ресурсите кои се потребни за социјални услуги. Од тие причини еден прекуграничен проект помеѓу Латвија и Литванија има за цел подобрување на услугите и инфраструктурата за домашна нега, со примена на нов пристап на помош. Мобилни тимови од професионални негуватели ги посетуваат старите лица во оддалечените рурални места и им овозможуваат бесплатна социјална нега. Покрај грижа за личната хигиена на старите лица, како и основна медицинска помош, негувателите го чистат домот на лицето и приготвуваат храна. За спроведување на овие активности, негувателите користат специјално возило опремено со различни уреди и опрема, кои овозможуваат широк опсег квалитетни социјални услуги за домашна нега. Во возилото се поставени машина за перење на алишта, апарати за готвење, електрични уреди за чистење и друго. На самиот почеток, проектот кој е финансиран од Европската Унија, имал за цел да обезбеди грижа за 1300 стари лица, но брзо е проширен и опфатил 45.000 жители од 6 општини во Литванија и Латвија. Проектот успева на најранливите категории граѓани, без разлика каде живеат, да им овозможи квалитетна здравствена и социјална грижа. Следната недела се гледаме со нова тема од процесот на европските интеграции. Отвораме ново поглавје кое што исто така многу важно за македонските граѓани. Останете со нас и со програмите на македонската телевизија.